Регионалното здружение Напредни лозари кавадарци остварија средба со представници од винарската визба Повардарие. На средбата се разговараше за исплатата на грозието од изминатите години, за состојбата на Повардарие и за плановите за овогодинешната реколта. Во интерес на објективното информирање, изјавите од директорот на Повардарие и председателот на Регионалното здружение Напредни лозари кавадарци ги принесуваме во целост. Mi smo imali pre 2 dana još jedan u nizu sastanak u Ministarstvu poljoprivrede praktično kod. Пред 2 дена имавме уште еден од низата состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кај министерот за земјоделство. На состанокот беа градоначалниците на Кавадарци, Неготино, Росоман, пратеници од овој регион, советници на министерот и ние како представници на Повардарие и председателот на Сдруженијето на лозарите. Дојдовме до договор кој треба да биде и реален овој пат, а тоа е да конечно до 15 јуни да ја завршиме исплатата на грозие за 2016 година. После тој датум, исто така, имаме договор да Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство, односно владата, ги превземе потребните чекори, како Повардарие, ќе ги добие субвенциите за грозието од бербата 2016. Со обзир дека Повардарие е во ситуација каква што е, блокирани се сметките, имаме технички начин како да го решиме, односно она што е најважно. Се договоривме да се отвори наменска сметка на која ќе легнат средствата од субвенциите и под контрола на инспекторатот и представниците на лозарите, тие средства наменски ќе се распределат, односно ќе се искористат за плаќање на сите години пред 2016, а најголем дел од долгот е од 2015 година. Исто така, на тој состанок се договоривме дека до крајот на овој месец да изработиме еден документ, изјава од страна на Повардарие. Таа изјава ќе гласи на име на секој лозар на кого му должиме за 2015 година и со таа изјава се обезбедува дека не може да дојде до било какво застарување на долгот. И да дојдат роковите на застарување, лозарите на овој начин треба да бидат спокојни, кои се стрпливи толку години, кога на крајот се гледа решение за сите проблеми со исплатата, да не потпаднат под разни манипулации. Ова е вистината. Особено да не потпаѓаат под манипулација на адвокатите дека може да им застаре побарувањето. Уште еднаш одговорно тврдам, без разлика на се, кога лозарите се во прашање, Повардарие ќе ги исплати во целост. Како последен наш заклучок од состанокот во Министерството е да ги превземат сите надлежни потребните мерки, Повардарие да ги добие заслужените субвенции. Имаме големи планови за работа во иднина во Повардарие. Имаме планови да го прошириме производството, освен со преработка на грозјево вино и во производство на овошно пире. На пат сме и се трудиме Повардарие како бренд и компанија важна за овој регион и понатаму да биде тоа што е, како што беше и порано, и со сите расположливи средства да ја оствариме иднината на Повардарие. Повардарие се подготвува за откуп и обработка на грозје и годинава. Имаме се уште проблем со лиценцата, но се надевам дека со помош на надлежните институции ќе ја обезбедиме. Јас учествував на таа седница, значи заедно со градоначалникот, заедно со градоначалниците на Неготино и Росоман, тука инспекторатот, министерот за земјоделие, значи стварно имаме голема поддршка од нив и мислам дека и во иднина да остане вака. Значи Повардарие се обврза да ги исплате за 2016 година до 15 јуни целосно долгот за 2016 година, кој ќе ги добие тие субвенции од владата и тие субвенции директно да легнат кај лозарите. Значи тоа е едно добро дело за да се исплате и на Повардарие во иднина да му се даде и лиценца за откуп на грози. Јас сум премногу благодарен што овака испадна, значи со Повардарие. Стварно не бегаат од финансиската состојба дека ќе се исплате кон лозарите и тоа ми дава една иднина на Сдруженијето и во нашиот регион, дека во иднина нема да бидат вака овие работи како што до сега се заостанаа со исплаќањето на Повардарие и со другите визби. Тука сакам да земам во предвид и винарската визба Петра. Значи во Петра
Случајот е заглавен во Врховниот суд и очекуваме од секој момент од таму изјава како понатаму. Значи, се надевам дека со власта и со градоначалниците на Теквешијата ќе земеме некој поопширен заклучок или не знам како, значи тоа да се реши.